Ви благодарам вечерва што сте овде. Многу ни значи вашата поддршка вечерва во овие тешки времења. Јас сум Зорица Чавкова, ќерка на Митко Чавков. Горда на своето презиме, горда на својот татко. Што и да направат? Каква монструозна приказна е да измислат? Нема да го сменат тоа. Јас сум горда на своето презиме. Мојот татко не е терорист. Не се терористи, ниту неговите колеги кои работеа долги години во Министерството за внатрешни работи. Се бореа за безбедноста на оваа држава, за безбедноста на граѓаните на Македонија. Не се терористи, ниту Игор Дурловски, ниту Борис Дамовски, ниту Богдан Илиевски. Го знам тоа јас, го знаете тоа вие. Цела Македонија го знае тоа. Не се терористи. Денеска пред шалтерите од затворот Шутка ја среднав мајката на Борис Дамовски. Ниту знае каква му е зрастената состојба. Ниту знае дали му е нешто потребно. Ниту знае дали се чувствува безбеден. Не и дозволија да му ги достави најнеопходните работи. Ја бркаа брутално. Господја Лукија, главата горе. Јас и моите најблиски и семејствата на останатите притворени ќе се бориме секој ден. Секој ден ќе се бориме за оваа мизерија да дознае цел свет, да дознаат сите ширум светот како се третираат нашите патриоти. Институциите во земјава моментално молчат, под притисок се. Страф им е да превземат било што. Молчат. Се ова што ни се случува денеска ќе остане само лош сон. Ќе остане само лош сон, тоа ви ветувам на сите. Историјата и народот секојаш ќе ги слави патриотите. А не оние кои кукавички заради разноразни интереси се обидувале да подметнат и да наместат некого. Почитувани граѓани, мојот татко се вработи во полицијата пред 30 години. Ги помина сите скалила, од инспектор до директор на Бирото за јавна безбедност до министар. Зад него стојат десетици признанија и домашни и меѓународни. За се што има сработено на полето на безбедност. После секоја успешно завршена акција, нашето семејство се справуваше со безброј закани. Сигурна сум дека испридонес за оваа држава имаат и останатите, за кои сега се убедуваат да не убедат дека се терористи. Не се терористи! Мојот татко, Митко Чавков, нема ништо сторено за да заслужи ваков третман. Немаат ништо сторено ниту останатите. Единствено нешто за кои што се виновни е што си ја сакаа Македонија. Срамно е да се оддаваат наредби за упад во нашите домови во утрински часови.
да се третираат нашите најблиски како терористи. Во исто време да се ослободуваат криминалци кои што се терани за тешки убиства. Единствено нешто што пронајдоа во нашиот дом беше телефонот на татко ми и службениот пиштол. Зарем тоа е најопасното оружје и најопасниот, најдобриот доказ што можеа да го добијат да докажат дека е терорист? Зарем телефоните на Дурловски, Јовановски, Дамовски или било кој од другите приведени се најопасното оружје и доказ за да ги третираат како терористи? Ова е срамна конструкција од која што подоцна ќе се срамат. Ќе се срамат, ќе се оградуваат и меѓусебно ќе се ја потврлаат одговорноста. Зарем има подобар доказ за неправда и реваншизам од сликите кои што излегоа од најблиските? Сликите во затворот, сликите во судницата. Дарем слушнале за презумпција за невиност. Политичарите од одделнава власт молчат. Ви благодарам за поддршката што ми ја давате. Ви благодарам од моje лично име, од име на моите најблиски, од името на татко ми, од името на семејството на останатите притворени. Ви благодарам вечерва што сте овде. Се горам со своето презиме, се горам со мојот татко Митко Чавков.